Од целата седмица пожар кој што во изминатиот период беше во Овче поле, направени се пресметки во однос на штетите. Градоначалникот на општина Свети Николе, Дејан Владев, истакна дека штетата е преку 155 хектари изгорена површина, а истата е во опсек на 30 километри. Во тек е процедурата за оштетените лица што во следниот период ќе имаат можност да ги поднесат своите барања до Министерството за внатрешни работи, со што истите ќе бидат прегледани, додава тој. Дали е направена првата проценка во врска со пожарите што го зафатија Светиниколскиот регион? Значи, како што знаете, цела недела Овче полето гореше, негде на територија од 30 километри, каде што е изгорена преку 155 хектари површина, кои што беа и бели дробови на Овче полето. Штетите се големи на тоа поле, и ќе треба години за да се врати тоа што беше порано. Што се однесува до штетите, во тек е процедура каде што оштетените граѓани на општина Свети Николе и селата кај што беа зафатени од пожарите, веќе ги поднесуваат своите барања до Министерството за внатрешни работи, каде што има и определени вешти лица кои што на лице место ги проверуваат барањата од страна на граѓаните. Според Центарот за управување со кризи, пријавени се 50 домови во кои веќе делумно имало луѓе што живеат во нив и другиот дел кои ги користеле за периодично престојување како викендици. Спрема последните информации, пред да дојдам тука, значи земав податоци од Центарот за управување со кризи, значи се пријавени некаде околу 50 куќи, од кои што има неколку во кои што живееле, еден дел кои што ги користеле нормално и периодично престојувале за време на викендите, 20-30 плевни, 10 машини од земјоделска механизација, пчелни семејства и така натаму и така натаму. Значи има огромна штета на територијата на опожарените подрачја. Ќе спомнам немањици спрема тоа што го видов во поднесените барања. Од таму има највеќе пријавено. Тука е село Малино, дел е Орел, Струиманци и така натаму и така натаму. Пријавувањето продолжува. Исто имавме помош од страна на ѓема, невладина организација која што и на нашите пожарникари донира 17 заштитни маски професионални кои што ги немавме во претходниот период и доста лекови и така натаму, а во текот на целиот овој период од различни невладени организации, општествено одговорни фирми, физички лица се донесуваат помош кој што моментално се остава во просториите на црквите во општина Свети Николе и во Црвениот крст. Во моментот опожарените имаат потреба од било каква помош, дали тоа храна, предмети за домаќинства, но и намештај, имајќи во предвид дека делумно куќите се изгорени до темел.